Добро вечер со топ тема на ваша страна. Зошто дури 39% од луѓето во државава трајно би се одселиле од Македонија доколку имаат таква можност? Кои се најчестите причини за напуштање на земјата? Може ли да се напредува во Македонија со напорна работа? Која земја е најпосакувана за почеток на нов живот? Во топ тема на ваша страна вечерва ви ја презентираме најновата анкета, изработена од М-Проспект. Резултатите ги коментираме со Александар Кржаловски од МЦМС, професорите Јорде Јакимовски и Златко Николовски и Методија Стојчевски од Младинскиот сојуз Крушево. Останете со нас. Добро вечер за моите гости во студиото, професорот Јакимовски, Кржаловски, Николовски и Маријан Стојковски од Методија, извинете, од Младински центар Крушева. Сите во овој состав сте според она што сте го истражувале и за кое што сте работела, на некој начин поврзани за да може да коментирате за резултатите од анкетата која по нарачка на Тилма работеше М-Проспект. И прашањата кои се во оваа анкета покажуваат колкав е процентот на луѓе кои што се иселуваат од Македонија или би сакале трајно да се иселат. Најголем број тоа се млади луѓе, меѓутоа секако ги имаме и причините зошто тие сакаат да се иселат од Македонија. Кржаловски, бидејќи учествувавте во изработката на оваа анкета, на што се должи ваквиот резултат, како е спроведена анкетата, на колку примероци и како што гледаме овдека опфатени се сите 8 региони во Македонија. Исто така е правена и по етничка основа и можам да кажам дека нема разлики во резултатите, било да се работи за испитаник македонец или албанец. Повелете. Да, добро вечер за гледачите на Телма и како ова веќе трета анкета која правиме заедно Телма, МЦМС и агенцијата М-Проспект како дел од овој проект топ тема на ваша страна која ги истражува појавите, да речем, во општеството и додека се фокусиравме повеќе на политиката во минатиот период, овој пат решивме малку да видиме и што се случува надворот од политичката криза. Всушност не е толку надвор, бидејќи ова е анкета која може да укаже на последиците од кризата и што ќе се случи и за што размислуваат граѓаните, меѓу другото и како веројатно како последица на политичката криза и какви перспективи гледаат тука. Ги споменавте дел од прашањата, дел ќе ги видиме низ прилозите на колегите и низ дискусијата, а стандарден е примерокот на 1000 испитаници од целата територија на Република Македонија и како што спомена и тие репрезентативен по пол, по возраст, по региони, значи 8 региони и по етничка припадност. Значи сите тие параметри се опфатени и во таа смисла е репрезентативен. Дел од прашањата на крајот се однесуваат само на оние кои изјавиле дека планираат или веќе почнале подготовки за иселување во текот на оваа година, така да тие се 392 од тие 1000 и само на нив е последните, ма ќе го коментираме тога. Да, во текот на емисијата. Пред да коментираме, да видиме всушност што претходи и зошто луѓето од Македонија сакаат да се иселуваат. Нашиот колега Александар направи оваа анкета на 3 дела. Дали сте задоволен од градот или местото во кое живеете, едно од прашањата што им е поставено на луѓето во регионите, исто така и по возраст и по националност. Второто прашање е дали е веројатно дека во наредните 12 месеци ќе се иселите од градот или местото во кое живеете. Па за да можеме да ги коментираме овие резултати, предлагам да го видиме првиот дел од оваа анкета. Жане, некои допрва ги пакуваат куферите, на други одамна им се веќе спакувани, трети пак воопшто не размислуваат за селење. Имаме многу прашања, кој и зошто би ја напуштил земјава, па до тоа, која е најомилената земја за иселување и зошто. За почеток, првото прашање е, дали сте задоволени од градот или местото во кое што живеете? Речиси половина од испитаниците одговориле дека не се задоволни. Според резултатите, разликата помеѓу оние кои не се задоволни и оние кои се задоволни е неполни 2% поени. Големи разлики во одговорите има во зависност од тоа во кој регион живеат испитаниците. Позадоволни се оние од Полошкиот регион,
додека понезадоволни се они од југозападниот регион и во Скопје. Дури 72% од испитаниците кои што живеат на југоистокот од земјава рекле дека се задоволни од местото на живење. Од друга страна пак 61% од испитаниците во источниот регион не се задоволни. Веројатно ова се одестува на актуелниот економски развој. На ова се надоврзува уште едно прашање. Дали е веројатно дека во наредните 12 месеци ќе се иселите од градот или местото во кое што живеете? Иако во претходното прашање превладува незадоволството од местото на живење, сепак на прашањето за иселување во наредните 12 месеци повеќе од 80% од испитаниците одговориле негативно. Потврдно одговориле само околу 12% од испитаниците. Специфично и за двете прашања е што разлики во однос на етничката припадност речиси и да нема, но повторно има огромен јас според регионалната припадност. Но тоа подетално ќе го анализирате со твоите гости. Жане? Благодарам, Александар. Во однос на размислувањата и албанците и македонците размислуваат подеднакво во однос на тоа дали се задоволни или незадоволни од местото во кое што живеат, и тука е исто така изедначен бројот на задоволните и незадоволните. Професоре Николовски, на што се должи ваквиот резултат? Зошто Македонија наместо да го спречи ова, сето ова прогресира? Постојано правиме анкети кои покажуваат зголемен број на луѓе кои се иселуваат, ако претходната на Светска банка покажуваше дека во минатите 10 години се иселиле половина милион луѓе, нашава еве покажува тренд за трајно иселување на 39%. Добро, очигледно дека главна улога игра развиеноста на регионот, односно градовите, што во поголемиот дел на градовите нашите граѓани, особено и младите, не се задоволни од местото каде живеат, а Скопје пак представува главен магнет, да речеме, или можност за тие младинци. Значи, дефинитивно развиеноста на регионот или градот игра главна улога. Но има една друга димензија, значи воопшто развиеноста на државата. Значи, дали државата нуди можности истите да се пронајдат себе си, да изградат кариера, да најдат работа, да го остварат своите идеи, дефинитивно се главни причини за да останат или да заминат од Република Македонија. За волја на вистината, Република Македонија, односно државата, има преземено низ мерки на, да речам, со донесување на разни резолуции, стратегии и слично. Едно од тие и резолуцијата за миграцијска политика 2015-2020 година, која дава, едноставно представува патокас, на динамиката како ќе се менаџира миграцијата, но очигледно во реалноста не е така. Значи, тоа го гледаме сите, иселувањето продолжува, динамиката се зголемува, значи не е доволно само на хартија да се стават работите, потребно е реална активност од државата, односно на некој начин младите на вистина да осетат подобрување на животот, односно на развојот на државата. Дали во таа стратегија пишува или резолуција каква е состојбата, дали државата признава дека има иселување? За волја на вистината, ова е втора резолуција за миграцијска политика, донесена 2015 година јануари месец. Државата е доста транспарентна, донесена е во Македонското собрание, значи објавена во службен весник како документ. Транспарентно се спомнати причините зошто се мигрира од Македонија. Па таму се наброени и навистина оние причини кои и денес се присутни, но и оние кои биле присутни. Дефинитивно неможноста да најдете работа, неможноста да градите кариера, едноставно не можете да го валоризирате вашиот труд, па дури и ако сте вработен, можеби и имате проблеми со градењето на кариера во институцијата. Значи, самата резолуција го спомнува тоа, за волја на вистината, значи многу транспарентно. Едино што мене ми недостасува, тоа е политичките притисоци, кои можеби и тие требало да бидат прибележани во резолуцијата. Од друга страна пак, друг документ, стратегијата за вмрежување и соработка
и намалување на одливот на високо образованите лица, тоа пак го спомнува уште потранспарентно. Меѓутоа, за жал во пракса не може да се спроведе тоа што е на хартија. И реалноста бара нешто друго, значи дефинитивно преземање на многу посериозни мерки за да се исклучат причините за иселување особено на младите од Република. Кога сме кај младите, еве како представник на младинскиот сојуз, господине Стојчевски, какви се вашите истражувања и што вие бележите во последните години во однос на иселувањето на младите, затоа што во оваа анкета подоцна ќе видиме и по старост дека најголема група на луѓе што сакаат да се иселат се оние меѓу 15 и 24, 24 и 35, но не мал е бројот и на оние кои после 40-та сакаат да се иселат. Младите најчесто се тие што се решаваат да го променат своето место на живење. Јас ќе го кажам и мојот личен пример, затоа што од Крушево сум се решил да мигрирам во Скопје, меѓутоа пред 10 и повеќе години. Сега забележуваме тренд кај младите луѓе на иселување надвор од државата. Ако во нашата генерација беше тренд иселување од внатрешноста на Македонија во Скопје, сега веќе младите луѓе размислуваат за иселување надвор од Република Македонија, не за раселување внатре. Во истражувањето што го спроведе фондацијата Фридрих Еверт, кои се наши партнери, можеме да видиме дека секој втор млад човек во државава сака да ја напушти државата. Меѓутоа, на прашањето каде се гледаат себе си после 10 години, тие одговараат дека се гледаат вработени во некоја успешна компанија во Скопје или во местото на живење, омажени или оженети со семејства. Значи, тие сепак би сакале својата иднина да ја видат тука во државата. Меѓутоа, неретко прифаќаат да работат разни занимања кои што се многу пониско од нивниот степен на едукација, само за да се одселат некаде. Значи, најчести мотиви за иселувањето на младите, односно решавање да го променат на местото на живење, се поврзани со финансиите или пак со неможноста за напредување во кариерата. Имаат перцепција дека некаде надвор, каде што ќе се иселат, надвор од државата, ќе можат подобро да напредуваат во кариерата. Тоа значи дека што побрзо нивното финансиско вработувањето и нивното финансиско осамостојување пак го поврзуваат и со личното осамостојување и излегувањето надвор од домот на родителите. Видовме дека во однос на прашалникот што е направен, опатени се 8 региони, има разлики, професор Јакимовски, во однос на тоа кој регион како реагира. Нормално и очекувано е во Скопскиот да помладце можеби сака да се иселат затоа што имаат работа, а источниот е веќе празен и реков и во најавата дека сме сведоци на такво нешто. За разлика во југозападниот дел, на пример, каде што 59% дури рекле дека не сакаат да се иселат. Меѓутоа, зошто Македонија е ваква? Зошто има волкави разлики во регионите? И од социолошки аспект, меѓутоа, очигледно дека ова се должи на економскиот неразвиеност на регионот. Така е, значи, ако имаме стратегија за равномерен регионален развој, од 2009 до 2019 година донесено на Собранието на Република Македонија, за жал, регионите во Република Македонија се постојат големи разлики во неразвиеноста, како во економски аспект, така и постојат големи проблеми во демографскиот и во социјалниот и екологскиот аспект. Особено кога се носи одлука за миграција, значи населението поставува она постојната социјална положба која е во однос на посакуваната социјална положба. Значи, секогаш тие тежнеат да има поголема посакувана социјална положба во земјата каде или во местото каде што имигрираат. Во одредени региони, а и во микрорегиони во Република Македонија, состојбата економска, социјална е многу лоша, критична, посебно во источниот регион, како и во североисточниот регион не е така добра. Значи, причината е малите приходи во семејствата. Иако една од причината е невработеност.
Меѓутоа, на прво место и нашите истражувања го истакнуваат, а исто така и ова истражување покажува дека основна причина е се малите приходи во семејствата. Просечната плата во Република Македонија е некаде 360 евра, нели, да заокружиме. Ако сметаме дека коефициентот на вработеноста во семејство е 1,01 и ако просечна плата заработува некаде од 360 евра, ќе видиме дека навистина не може да се одржи тоа семејство со таков износ на нето плата. Значи, основен, како што реков, фактор е ниските примања во семејствата, понатаму се уште константната стапка на висока невработеност, посебно кај младата генерација, и ако имаме намалување на стапката на невработеност, на општата стапка на невработеност во државата, сепак постои нема интензитетот на намалувањето кај младата генерација е мал. Значи, таму е се уште константно пропорцијата на вработеност, ако ја споредиме 2006 со 2015 година, исти процент, на ниво на просекот на државата. Некаде 16% е повисока стапката на невработеност во однос на просекот на Република Македонија. Тоа е тоа што иако, значи, ние треба да одиме кон подобрување и вработување на материјалната страна на младите, се уште, значи, вработеноста е висока кај младите, приходите се мали, условите за стекнување и усовршување на кариера се лоши и една друга причина, таму се наговестува во истражувањето политичките проблеми во државата. Јас би го рекол тука дека нашите истражувања покажува дека за жал во Република Македонија како можност за развој или за градење на кариера и така натаму во државата на прво место истакнува да си со власта или близок со власта. На второ место е да имаш пари, а на трето место е дури знаењето и поседувањето на вештините. За жал, една деградација на општеството. Голема деградација во општеството и тоа е тоа што младите барат да напуштат државата. Значи, само уште едно, најголем дел се млади до 29 години, но особено се и високо образовани. Значи, ако во претходните години, за време на социјализмот, имавме миграција на работна сила, на физичка работна сила, сега имаме миграција на високо образована и квалитетна работна сила во земјата. Тоа го кажа и Стојчевски дека младите веќе се нафаќаат на работа која не е соодветна на нивното образование, туку е пониско квалификувана, меѓутоа само за да избегаат од државата одат на такви работни места. Кржаловски, во однос на прашањата, од една страна нема разлика во одговорите на албанците и македонците, иако пак од страна во кога ги гледаме па регионите има позадоволни, да речеме, во полошкиот регион каде што живеат албанци, да кажеме, или не знам во североисточниот, сега кога го земам Куманово, да кажеме, каде што живеат тие, за разлика пак од источниот регион и слично. Меѓутоа, како вие ги гледате овие резултати на првите две прашања? Да го заокружиме овој дел од разговорот, фактички повеќе за причините ќе зборуваме во следниот дел, кога има конкретни прашања и во оваа анкета за причините за иселување или од еден град во друг, на кои се однесуваат повеќе овие воведни прашања, а потоа и во друга држава. Значи, точно е главна констатација дека нема битна разлика меѓу македонците и албанците, значи веројатно подеднакво добро или лошо име таму кај што живеат. Она што е за истакнување во регионите е доминацијата на позитивното мислење во југоисточниот, значи тоа е Струмица, Дојран, Валандово, Гевгелија, мислам, спаѓа во Вардарскиот, меѓутоа повеќе на југоистокот, значи Василево, Ново Село. Ја гледам таму каде што има вработување, каде што нема невработени, да речеме, заради можно да јас не прашуваш оваа анкета, не проверивме и дополнително, ама точно прашање за институциите што ги следат миграцијските политики, дали можеби субвенциите во земјоделието имаат бидејќи полог и југоисточниот дел се позадоволни, да речем, и дали, например, влијанието на субвенциите кои беа значително финансиски зголемени во овие 10 години, придонесува за вакво задоволство во тие региони. Од друга страна па фали Пелагонија, таму не се многу
задоволни од... Па од друга страна, да, и ако гледаме по гранични места се Струмица, да речеме пак Евгелија, па да кажеме каде што би можело да има Пелагонискиот и ја зима Битола кој исто така голем град, каде што па се луѓето незадоволни. Да, па од друга страна Битола е традиционално место за иселување, таму доста иселениците се од таму. Но, како што реков, ова е за замислување, особено зашто тие два региона се доминантно, само тие два се над 50% граѓаните задоволни од местото во кое живеат и треба да се види кои се подетално причините зашто на другите има толкова незадоволство. Исто така и за прашањето кои дали е веројатно да се иселат, албанците покажуваат малце поголема спремност за промена, значи 10% од македонците би се иселиле во овие следни 12 месеци, а скоро 15% од албанците, но пак не е толку битна таа разлика, а тука се потврдува што го рече професорот за источниот и североисточниот како најверојатни места за понатамошни иселувања. Тие и сега мислам дека доминираат како места за од најголемо иселување, а продолжува и трендов и во оваа анкета. Значи тие се со 20-23% североисточниот, значи Куманово, на Крива Паланка и источниот регион со Виница, Бекчево, Делчево, Берово, тој регион, значи најпотенцијални за понатамошно иселување. Она што нели покажа резултативе од анкетава, за жал дека Македонија ќе биде стара држава, односно држава на повозрастни и постари лица, затоа што пак сега ако одиме на наредното прашање кое што е даде еден најпоразителен податок е доколку сте во можност дали трајно би се преселиле во друга држава, дури 39,2% одговорија дека да, ако се во можност трајно би се иселиле во државата, и што дава потврда на ова претходното дали е веројатно дека во наредните 12 месеци ќе се иселите од градот или местото во кое живеете, луѓето се спремни брзо да се иселат. Значи тоа прашање не е некој прашање и одлука што ќе ја размислуваат уште многу години, да можат и веднаш би се преселиле, и од тука може би резултатот доколку се во можност дали трајно би се преселиле во друга држава, 39,2% да одговорат дека трајно би се иселиле и дека исто така тука нема разлики во однос на етничката припадност, а се гледаат очигледни се разликите во однос на возраста и во однос на регионите, па еве Александар со овој дел од презентацијата на анкетата. Александар, еве ќе кажам дека ова анкета е дали трајно би се иселиле во друга држава. Резултатите се повеќе од 55,8% од граѓаните рекле дека не би се преселиле во друга држава, додека 39,2% размислуваат трајно да се преселат во друга држава. Тука имаме известни специфики во однос на етничката припадност на испитаниците. Поголем број од албанците, или 64,3%, размислуваат да останат во земјата, додека 31,7% размислуваат трајно да се преселат во друга држава. Од друга страна пак кај македонците е малку поинаква сликата. 54,4% од нив размислуваат да останат во земјата, додека 40,4% размислуваат трајно да се преселат во друга држава. Она што интересно е во однос на старосната структура на испитаниците. Огромен број од младите размислуваат трајно да се преселат во друга земја. Па така, оние кои што се на возраст од 15 и 20 до 24 години, дури 61% од нив размислуваат трајно да се преселат во друга држава. Од друга страна пак, оние кои што се малку повозрастни и имаат над 65 години, дури 92% од нив размислуваат да останат во земјата. Она што е специфично е што на иселување размислуваат и голем процент на оние кои што се на возраст од 35 до 54 години, а тоа се старосни групи кои го фаќаат речиси сиот работоспособен потенцијал. Ова се некои интересни податоци за продолжение на дебатата. Жане? Стоичевски, еве, ова е прашањето каде што најмногу се гледа дека младата популација трајно сака да се исели од државата. Меѓутоа, тука зачудува фактот дека тие би сакале да се иселат од државата без оглед на тоа дали се сигурни дека таму може да екзистира, дека ќе може да најдат работа. Од друга страна, Македонија има визна либерализација, тие може да заменат во странство, меѓутоа не може да работат затоа што немаат работна дозвола. Од каде тогаш спремноста на младите по секоја цена да ја напуштат Македонија без оглед на тоа каква иднина ги чека таму? Значи,
младите се спремни спремноста на младите да ја напуштат државата, како што кажав, можеби тоа се должи на само некој мит на митови кои што ги слушаат за успешноста на младите луѓе за младите луѓе кои што мигрирале во западноевропските земји или во прекуокеанските земји. Меѓутоа, никој од нив не има дури многу примери каде што никој од нив не ни посетил некоја западноевропска или прекуокеанска земја и да се задржи таму во некој подолг период или да се обиде на кратко да работи. Значи, тие незадоволни од ситуацијата во собствената држава или во градот каде што живеат, размислуваат, односно си создаваат себе си перцепција дека некаде на запад се живее многу поубаво и многу полесно ќе се снајдат. Меѓутоа, како што и претходно кажав, кога веќе ќе отидат таму, кога ќе се решат да мигрираат, прифаќаат работи дури неколку степени под нивото на нивното образование, само за да се задржат во таа средина и да не се вратат назад во државата. И претходно спомнав дека на прашањето дали би мигрирале, секој втор кажува да, јас сакам да ја напуштам државата, меѓутоа кога ќе ги прашаме каде се гледаат по 10 години, тие повторно се гледаат во Македонија. Можеби е добро ако е тоа така, да го отвориме тој циклус на миграција, да отидат во странство, да соберат искуства, знаења, да створат капитал и повторно да се вратат во нашата држава. Меѓутоа, трендот на зголемување на мислењето дека трајно би се иселиле од државата е веќе факт што загрижува и што плаши. Николовски, вие сте автор на 2 книги од областа на миграцијата. И да се надоврземе на ова што го вели Стоичевски, несигурноста, а желбата за трајно иселување од една страна. Од друга страна, тоа одливање на мозоци, ако веќе прифаќаат работа и квалификација која што е пониска, тоа значи дека имаме луѓе интелектуалци со завршени факултети, магистри, можеби доктори на науки, која по секоја цена ќе прифатат било каква работа само за трајно да се иселат. Македонија губи од 2 аспекта. Едното е губи луѓе кои што нешто знаат тука и може да придонесат за државата. Од друга страна пак не е сигурно дека по 10 години ќе се вратат и дека ќе вложат тука, да. И искуството покажува дека нема многу вложување од странство. Видете, значи дефинитивно Македонија губи голем потенцијал, особено кај луѓето што веќе се изградени, завршиле факултети. Имаме медицински лица, доктори, хирурзи, инженери кои веќе заминаа од Република Македонија и кои немаат намера за брзо време да се вратат. Од друга страна, пак кај помладиве сакат да заминат и тие сакат да се задржат надвор. Да бидеме реални, не ке можеме лесно така да ги вратиме. Во фокусот на моите истражувања се претежно зајакнување на комуникацијата со нашите иселеници надвор, во смисла на искористување на потенцијалот што веќе тие го изнеле од тука, односно го стекнале во државите на престој. Ние сме сведоци секојдневно дека заминуваат веќе високообразовани кадри кои многу знаат, не малку, туку многу знаат. Еве гледаме примери, имаме клиника која затвара сектори за операции затоа што заминале медицинските сестри. Така да дефинитивно потенцијалот што заминува е голема загуба за Македонија. Професоре, ова прашање во однос на трајното заминување и наоѓањето на работа го врзувам со уште еден податок во однос на бугарските пасоши и луѓето кои што извадиле бугарски пасоши за да можат трајно да останат таму и да најдат работа. Доколку сте правиле истражување во однос на заминувањето на младите и ваквата бројка, што покажуваат тие и од една страна, ако се тука, тие најмногу сакат да се вработат во државна администрација. Од друга страна, ако сакат да заминат и да останат трајно, тие веќе менуваат и националност за да работат било што. И сега тука имам дилема. Дали се должи се само на економската состојба во земјата, политичката состојба, социјалната состојба, или пак се должи на тоа дека младите пак во Македонија од една страна сакаат да најдат полесна работа, а да добијат плата, тоа е јавната администрација, тоа што рековте и вие поврзаноста со власта, а од друга страна пак сакаат да ризикуваат да најдат и помалце квалификувана работа во странство. Тука неколку аспекти и прашања отварам, затоа што сета ова ситуација што се случува во Македонија е навистина поразителна.
Не само што да 39,2%, туку голем дел од нив ќе извадат и бугарски пасоши за да може да добијат некаква работа таму. Да, значи младите во моментот најмногу одат преку бугарски пасоши за трајно иселување од Македонија. Шансите тамо ги гледат поголеми во платите, значи во приходите, во побрзо вработување, значи веднаш може да се вработат. И ако прифаќат за почеток да работат во надвор од квалификацијата или во потешка работа, но со тек на време имат шанси да се усовршуваат, да градат кариера. Значи почнуваат со најнизок работно место, но можностите се таму за градење на кариера далеку поголеми. И затоа младите имат голема интерес да одат во странство, за разлика кај нас за жал, каде што можности за градење на кариера се уште се мали, посебно во приватниот бизнес, и како што рековме дека тие шансата во државата ја гледат во државната и јавната администрација во моментот. Значи тука ја гледат само шансата. За жал во другите бизниси помалку, и мислам дека младите во Република Македонија некако помалку се заинтересирани да се вработат, да отварат сами собствен бизнис и така натаму. Тоа им представува како некоја тежина, но тоа истата судбина на младите и во развиените општества. Например, во претходните периоди, постарите генерации кои биле тогаш млади, тие повеќе се зафаќале со поголеми бизниси. Сега и таму помладите сакат полесни бизниси, значи да бидат мало полесни, оптеретени. И веројатно и поголема сигурност бара. Да, поголема сигурност. Ова со јавната управа, например, им дава задолжително социјално осигурување, им дава здравствено осигурување. Така, доколку останат без работа, има шанса да и да добијат повисока ставка на социјално обезбедување, да може да работат нешто друго дополнително и така. Значи, сепак шансите се на страна далеку поголеми во однос на Република Македонија. 2/3 во вашите истражувања вела дека 2/3 од младите вела дека тешко оди вработувањето по завршувањето на образованието. Голем дел од луѓето се песимисти дека кога ќе завршат факултети, магистри или доктори на науки дека воопшто можат да најдат работа. Така е, значи истражувањето тоа беше направено пред година и нешто. 2/3 вела дека тешко може да се вработат. И знаете, значи во тие млади години тие ги губат годините во барање на работа. Значи немаат можност за вработување, барат работа, живеат со приходи од родителите, не можат да влезат во брак, значи има одлагање на брак, одлагање на чување на деца и така натаму, значи сето оно што е нормално за едно семејство се одлага и барат вработување. Но за кај нас исто така голем дел барат и да ја променат професијата. Значи, ако не најдат работа во моментот, би прифатиле работа и надвор од онаа квалификација која веќе имат. Но за жал и такво нешто го нема. Го нема. Кржаловски, оваа анкета до сега разговаравме за младите, но веќе реков дека и луѓето кои се на возраст од 45 до 54 години 39,7% сакаат да се иселат, или оние од 35 на 44 45,9% сакаат да се иселат. Речи се изедначен бројот со оние што не сакаат да се изедначат, а ние тука сметаме дека можеби тоа се луѓе кои веќе имаат работа, кои веќе земаат плата, кои веќе имаат некаква кариера. И овој податок на вистина е алармантен затоа што државата останува да ја сакаат, односно да работат во нејзе само оние кои се пензионери на 65. Во квалификација тоа дека најалармантните податоци од целата анкета се точно тоа дека скоро 40% сакаат трајно да ја напуштат Македонија и дека најголем дел од тие се младите. Можеби ево права методија која вика дека добро едно е да сакаш, а друго е да можеш, бидејќи на претходното прашање 12% рекла дека би се преселили и прашање дали во друг град од Македонија или во странство, ама пак кога ќе видиме колкав е процентот, значи се покажува дека државата не испорачува тоа што треба, луѓето не гледаат перспектива подолгорочна и поактивно размислуваат за иселување и да пак да го заокружиме овој дел.
се потврдува она што беше кажано по регионите, дека повторно југоисточниот е најзадоволен и не би се иселувале само 25% само, ако може да се каже само 25% од жителите на југоисточниот регион би се иселиле и слично и со тука по Лошкиот, се додаваат и Пелагонискиот и Скопскиот, значи ако споредиме со претходните прашања, 60 или над 60%. таму во овие би имало миграција меѓу градовите, од Скопје и Битола не би оделе многу надвор од државата, бидејќи помалку тука процентот отколку на претходните прашања, ама се потврдува и се потврдува дека источниот регион изгледа дека е иреверзибилен процес, дека таму ќе има и понатаму масовно иселување, 60% од жителите таму се спремни за трајно иселување. Да, очигледно дека во оваа стратегија што мили ја споменуваме, што има резолуција, стратегија државата, ако не се превземе нешто, источниот регион ќе остане пуст. Податок еден е дека веќе деца не се запишуваат во училишта, нема првачиња, тоа се оние извешти што ги имаме од нашите колеги од тој регион и исто така дека не се отвараат нови работни места, не се вложува во источниот регион за да им се овозможи екзистенција на луѓето. Едноставно работното способно население како бројка се намалува, а со тоа фактички паѓа и развојот на регионот и развојот на државата, дефинитивно. И сега ние ако земеме да споредуваме, ајде еден пример, ќе земам Швајцарија, Швајцарската национална фондација за наука на годишно ниво одвојува 700 милиони швајцарски франци за да поддржи проекти на најмалку 7200 научни работници. Преку разни, да речеме, студиски организирани посети на професори, студенти во странство, но ги поддржува дури научните, да речеме, работници кои престојуваат во Швајцарија, кои се странци. Има многу примери на држави кои вложуваат во овај дел, значи во развојот на науката, но Македонија мислам дека во делот на менаџирање на онај еден дел од миграциите што го викаме миграцијата, мислам дека малку заостанува и тоа низ годините наназад, можеби еве од 91 година навака, особено од 2009 година кога можеби и беше еден пресек период кога се укинаа визите од Европската унија и кога едноставно младите нели ја почувствуваа отворената врата да патуваат. Тие и претходно всушност ги гледаа разликите како е таму, како е тука, затоа што нели можноста да ги следат сите настани преку социјални мрежи, да патуваат и слично, значи тоа им го овозможи. И едноставно лесно сега осознаваат што се подобри услови, значи да престојуваат во подобри услови и да истражуваат и да добиваат средства и што се полоши услови. Ви благодарам за овој дел од коментарите. По паузата со рекламите, одиме на прашањата може ли да се напредува во земјата со напорна работа, кои се причините за напрештањето на земјата, во кои земји најмногу сакаат да живеат младите, но и секако една економска анализа од Благица Петрески од организацијата Financial Think, која ќе ни даде економска анализа во однос на иселувањето. Останете со нас. Кои се најчестите причини за напуштање на земјата? Може ли да се напредува во Македонија со напорна работа и која земја е најпосакувана за почеток на нов живот? Ова е уште еден дел од анкетата за која дискутираме. Додавме до делот зошто голем дел од граѓаните размислуваат да се преселат. Песимистички се одговорите на испитаниците кога е во прашање можноста за напредок со напорна работа во Македонија. Најголем дел, или 49% од нив, рекле дека не може со напорна работа да се напредува во Македонија, додека безмалку 47% од испитаниците рекле дека може. Токму за ова прашање има најголеми разлики помеѓу македонците и албанците. Песимизмот преовладува кај македонците. Па така, 53% од нив сметаат дека не може во Македонија да се напредува со напорна работа, додека 43% сметаат дека може. Кај албанците е сосема поинаку. 61% од албанците сметаат дека може да се напредува во Македонија со напорна работа, додека 35% сметаат дека не може. Прашавме и кои се причините за иселувањето. Доминираат два одговори: повисокиот животен стандард и можноста да се најде работа во странство.
Ова го сметаат речиси половина од испитаниците. Безмалку 15% рекле дека би се иселиле поради политичката состојба, а други пак сметаат дека може да напредуваат во кариерата или да добијат поквалитетно образование ако се преселат. Во однос пак на прашањето во која земја би се иселиле, доминираат 4 земји: Германија, Швајцарија, САД и Шведска. Дури 22% од испитаниците ја одбрале Германија, а 14% Швајцарија. Околу 27% од испитаниците навеле и други земји. И за крај, прашавме дали сте почнале со подготовки за иселување. Одговорите се безмалку дека 8% од испитаниците почнале со подготовки за иселување, додека 88,6% рекле дека не. Или ако направиме некаква проценка, Жане, преточено во бројки на ниво на држава, тоа значи дека годинава околу 160.000 граѓани веќе започнале со подготовки за напуштање на Македонија. Кржаловски не се малце 160.000 граѓани кои започнале со подготовки за иселување, иако тој процент на број на 88, колку што не сака, се уште не се подготвуваат. Меѓутоа, она што е најпесимистички е дека поголемиот дел од луѓето веруваат дека не може да се напредува во земјата со напорна работа, и тоа е сето она што претходно го коментиравме во тоа дека луѓето не веруваат дека може да напредуваат во кариерата, дека не гледаат иднина во однос на својата професија, е забележително, меѓутоа дека првпат ја гледаме разликата помеѓу албанците и македонците во однос на тој песимизам. Албанците се поголеми оптимисти и 61,7% сметаат дека тоа дека може да се напредува со напорна работа. Да, не да не е мала, тука е многу голема бројка до 160.000, нели кога ќе речете 8% звучи малку. Ама прашањето е во оваа година што се спремни да се иселат, значи 2017, и ако навистина 160.000 луѓе напуштат, не знам за кого ќе остане да се расправат политичките партии како гласачи, како за пензионерите, тие им се очигледно таргет за напредок во државата. Токму затоа и е поставено прашањето за напредување во земјата, значи дали гледаат перспектива тука, и очигледно албанците се по-оптимисти или имаат искуство дека со работата напредуваат во својата кариера и во професијата во која работат. Она што е интересно вообичаено, и колегите коментира и на претходните прашања за причините за напуштање, дека како и секогаш доминираат економските прашања. Значи, двете најголеми проценти со тоа што ова е од 400 луѓе од оние кои рекле дека ќе напуштат или планираат да напуштат државата, 25% рекле дека сака тоа би го направиле заради повисок животен стандард или за поголема шанса да најдат работа. Значи, од една страна, меѓутоа трета е со 15% е политичката ситуација. Значи, очигледно веќе значително влијае ова што се случува на перспективите и сигурно значително допринесува за толкава голема бројка да се спремаат за напуштање на државата. Во исто време, значи, интересно што нема многу одговори ниту дека човековите права или демократијата, или да го ставиме под тој одговор животниот стил, се некои битни причини. Да, тоа е 4,9%, да. Е оваква, значи пак главна причина за се што се случува е економијата. Интересно дека владачките партии се предничат нели со пофалбите за економските резултати, меѓутоа очигледно и тоа не е доволно за убедување на луѓето да останат и да работат. Тука пак се можеме да расправаме за причините зошто е тоа така. И повторно, да, тука разликите по национална основа. Тука се доста блиски, значи пак и за македонците и за албанците без разлика е најбитно тоа, ке за македонците малце побитна политичката ситуација, но работата и животниот стандард се исти кај двете. И само би коментирала интересно за, иако не е изненадување кои земји се доминантни за како цели за иселување, на претходната анкета, ако се сеќавате, прашувавме кои земји ги гледат граѓаните како стратешки партнери, и тука беше изненадување појавувањето на Русија. Да, ама никој некако не ќе да оди во Русија сега. А сега само тројца фактички, затоа не се не појавува на графиков, само тројца од 1000 души, значи 0,7% би отишле во Русија да работат. Таа Европска унија што не ја сака повеќето, сака да работат сега. Сепак таму сите гледаат своите иднина најчесто или во Европската унија или во Соединетите Американски држави, кај македонците и Австралија, кај албанците
нели традиционално не е опција во Австралија, меѓутоа кај македонците и Австралија се појавува, но секако не Русија или не, воопшто не се споменуваат Кина, Индија и другите што беа споменувани во претходната како стратешки партнери. Пред да продолжиме со дискусијата, би сакала да ја видиме едно интервју што го направи колегата Огнен Чанчаревиќ со Благица Петревски од Finance Think, која ни одговори на нашите прашања во однос на анкетата и во однос на причините за напуштање на земјата, со оглед на тоа што се економски и во најголем дел причините за напуштањето на земјата, би сакале како дополнување да го видиме овој економски аспект и објаснување за оваа анкета. Стотици илјади граѓани ја напуштија Македонија во потрага по подобри услови за живот, работа и образование. Миграцијата ниту запира, ниту се намалува, а анализите покажуваат дека младите и школуваните се тие кои најчесто го бараат спасот надвор. Зошто огромен број на граѓани сакаат што е можно побрзо да ја напуштат Македонија? И дали тоа може да се спречи? Разговаравме со Благица Петревски, извршен директор на Институтот за економски истражувања и политики Finance Think. 39% од граѓаните се решени да напуштат Македонија. На што се должи овој поразителен податок? Недостатокот на работни места, нискиот животен стандард во земјата и делумно политичката криза која што настана во последниот период се дел од факторите, најзначајните фактори кои што каде што најголем дел од населението би сакало да се исели од земјата. Исто така во изминатиот период тука беа и миграцијата заради доедукација, меѓутоа во последниот период овие податоци се променети. До некаде се и очекувани, затоа што овие податоци, затоа што на почеток кога се отвори визната либерализација, најголем дел од лицата кои што мигрираа беа можеби за образование, меѓутоа политичката криза во последниот период претпоставувам дека има извршено значаен притисок врз населението за иселување. Финансиите, економијата, повторно е главната причина поради која што се напушта Македонија. Токму така, економскиот мотив е главната причина поради која населението од Македонија се иселува и нашите резултати покажаа дека над 80% од населението како главна причина за иселувањето и го истакнуваат економскиот мотив, односно иселување за подобар живот, за наоѓање на подобра работна позиција или воопшто целосно вработување во странство. И вие вршевте испитувања на истата тема. Кои се вашите резултати, кои се вашите искуства? Направена е анкета пред 5 години на репрезентативен примерок, каде што ги испитува овие прашања и резултатите покажаа дека како причина, главна причина, како што и претходно споменав, се економскиот мотив. Во оваа анкета значајно е да се напомене дека политичкиот мотив за иселување е многу помал за разлика од сега. Еден од аспектите кој што беше анализиран во ова истражување кој што беше правено во ноември минатата година, беше какви ќе бидат ефектите од ваквото иселување на населението од Македонија и тука постои значаен консензус помеѓу експертите, меѓутоа и помеѓу лицата кои што имаат иселени во странство, дека ефектите се негативни, главно поради тоа што се иселуваат млад и едуциран кадар. Тоа во иднина ќе се одрази негативно на работоспособното население во земјата и на целокупната структура на пазарот на труд. Како да се задржат граѓаните во Македонија? Решенијата веројатно не би дошле преку ноќ, потребно е да работиме на решенијата. Меѓутоа, она што е најзначајно е да создаваме нови работни места и да создаваме квалитетни работни места за младото население. Затоа што од една страна потребни се работни места, меѓутоа не било какви работни места, не работни места кои што се во најниско платежните сектори. Потребни ни се создавање на нови работни места кои што ќе бидат подобро платени, на тој начин да го задржиме кадарот во Македонија. Меѓутоа од друга страна исто така потребно е да креираме, да создаваме и да ги поттикнуваме вештините кај младите. Професор Јакимовски, во однос на овој дел од анкетата, може ли да се напредува во земјата со напорна работа и причините за напуштање на земјата, постојано нели
Тоа се факторите, барајќи повисок животен стандард, поголеми шанси да се најде работа, тоа се речиси 50% од луѓето. Тоа го бараат. Вие во своите истражувања велите и кажавте дури и они што се вработени се сиромашни, значи не се сите невработени од нив и затоа и тие сакаат да се иселат. Ги наброивте секторите во кои што има повеќе лица што се вработуваат и помалку лица што се вработуваат. Меѓутоа, во однос на овие причини за напуштање на земјата, очигледно овие причини со години не се менуваат. Така е, значи причините остануваат долго време исти, како што и ова анкета и другите анкети претходно и во институтот кој ги правевме, покажува дека животниот стандард е на прво место, вработувањето, платите, сега се спомнува и политичката состојба во државата, но битен фактор или елемент во напуштањето на земјата е и образованието. Значи квалитетот на образованието во државата. Нашето истражување покажа дека сите оние кои завршуваат, голем дел посебно, со високо образование, па и средно образование, не можат веднаш да се вклучат во работен процес. Значи потребно е промена во образовниот систем, односно паралелно образование, теорија и пракса, со цел да можат младите полесно веднаш по завршување да влезат во работен процес. Меѓутоа, извинете тука што ќе ве прекинам, вие веќе споменавте дека постои она врска со партиите и со политиката. Да. Тие може да и завршиле образование и да може да станат доктори, значи, утре ако немаат партиска книжка нема да се вработат. Точно е, значи една од причините за успех во животот е и кај нас како фактор, и јас во последно време го нарекувам како елемент на човечки капитал во Република Македонија, представува и партиската припадност. Значи покрај образованието, стручноста, вештините, знаењето и така натаму, значи за да бидеш да имаш висок степен на човечки капитал треба да бидеш и со власта како еден од елементи, еден од факторите, што не е добро за државата. Со тоа правиме услуга, лоша услуга на младите, оние кои се способни, значи да ја напуштат државата, да одат надвор од државата. Причините остануваат и понатака истите, значи државата треба да прави напори да ги подобри условите за вработување на младите, можностите за кариера, поголеми плати да имат младите, затоа што на почетокот тие барат да имат повисоки плати, имат проблеми, треба да создадат семејство, треба да чуваат деца и така натаму, да купуваат станови, да живеат, да се самостојат како самостојни од таткото и од мајката, така што потребно е повеќе внимание на младите во Република Македонија со цел да ги задржиме. Овие причини да исчезнат некако. Кржаловски, имате нешто да дополните во однос на ова? Сакав на крај да коментирам, ама и претходно ми избега моментот за вработувањето, бидејќи нели и со долги години и сега се покажува и сите го коментираме тоа, кои треба да обезбеди всушност работа и она што за жал се уште се случува во државата, иако 25 години нели го сменивме системот, нема веќе социјализам и државата најаѓа работа повторно, доминантно и дури кај веројатно од истражувањето тука нема такво прашање, меѓутоа другите се спомена веќе дека младите очекуваат во државната администрација. Да, најголем работодавец во државата е владата, така вика. Тоа е од една страна, од друга ако не тоа нешто друго, ама пак некој да најде работа. Јас кога завршив факултет, братот на деда ми држа лекција, ми рече, па зошто заврши факултет, ти треба да измислиш работа за 15 луѓе, а не ти да береш работа, и за жал кај нас се уште не преовладува тоа предприемнички дух, да го речеме, или сознанието дека затоа е образованието, да се способиш и сам да создадеш работа за други луѓе, и на западот успешноста е точно такви луѓе. Нити Apple, нити Microsoft не настана од државна субвенција, туку луѓето сами седнали во гаража и направиле компјутер. За жал, да. И истражувањата покажуваат дека најмал број на луѓе млади се одлучуваат за приватен сектор. Само да го кажам податокот, над 61% од младите рекле, 61,2% рекле дека би извадиле бугарски пасош за да отидат во странство. Само Стојчевски, во однос на образованието што го спомна професорот Јакимовски,
Поразителни се податоците кои велат дека во Македонија опаѓа степенот на образование на луѓето. Не зборам по завршени факултети, туку по знаење. Они испитувања што беа последни покажаа колку малце нашите студенти всушност го учат тоа што треба да го научат. Да. Според последните податоци од Светска банка, нашите дипломирани кадри беа оценети како елементарно неписмени за жал. Неписмена генерација. Ние што сме се школувале пред многу години, ова ни е навистина поразителен факт. Бевме луѓе кои што дури знаеа колку овци има во Нов Зеланд. Јас вака само да направам една паралела во знаењава. Тој систем на отварање на нови универзитети, рангирање според Шангајска листа и не знам што, не донесе напредок во квалитетот на образованието. Дури сметам дека со отварањето на тие дисперзирани студии и факултети во секое населено место, значително опадна квалитетот на работна сила и можеби квалитетот на едукација и можеби затоа доаѓаат фабрики кои што бараат и им се нуди само ефтина работна сила, неедуцирана, која што секаде чини, туку се доаѓаат економски номади кои што отвараат фабрики каде што бараат било каква неквалификувана работна сила. Факторите за иселување и вие се ги обработувале, а Стојчевски сега напомени навистина зачудувачки ако ги гледаме регионите. Во изминативе 10 години владата се фалеше со отварање на нови работни места, со странски инвестиции, отварање на економски зони, па во Штипско има отворена економска зона, во Западна Македонија, во Тетовскиот крај има отворена економска зона, во Скопско има отворено. Меѓутоа очигледно тоа не е причина за да се зголеми вработеноста или луѓето да не сакаат да се. Може да заклучиме дека доминираат факторите на одбивање, односно на притискање на одливот на мозоци, а помале, како да речам, помалку се факторите на привлекување на мозоци, за разлика како што видовме од другите држави кои одвојуваат огромни средства не само да ги задржат сопствените, туку и да привлечат кои ќе ги употребат после во развојот на државата. Во Република Македонија дефинитивно значи привлекувањето е многу слабо и се плашам со заминувањето на овој потенцијал дека Македонија ќе се најде во една ситуација да увезува можеби и обична работна сила од Индија или од Пакистан, како што се случи еве и во соседните држави. Земјата е Бугарија и Романија, ама среќа имаат тие што се голема група на народ. Романија 24 милиони, чинам дека се Бугарија нешто помалку 7-8, точно не ме зимете за збор. Но нас ке ни недостасуваат дури и обични работници во даден момент. Ако земете сега дека дури и сезонски од Источна Македонија заминуваат во Италија да работат нели на гроздобери, да зидаат во градежните фирми, тие во даден момент ќе донесат одлука и трајно ќе заминат. Како што и во историјата на Македонија се случило нели на времето. Така да часот е 12:05 да се преземат сериозни мерки од страна на државата, да се преземат мерки сериозни во смисла на промена на односот помеѓу државата и диаспората, значи искористување на потенцијалот што го имаме веќе надвор. Комуникацијата на веќе тие што заминале сериозно мора да се зголеми и да трае без разлика на политичката власт која во моментот е да, тоа да биде како една стратегија значи, државна без стратегија или систем долготраен на вредности без разлика на политичките промени на власта или во државата. Пауза за реклами, одиме во завршеница со можеби идеја и некој оптимизам дали оваа ситуација може да се реши. Резултатите од што ја спроведе телевизија Телма со им проспекти и МЦМС од оваа анкета во однос на иселувањето навистина се поразителни и песимистички. Меѓутоа ајде да не бидеме ние до толку песимисти, има ли начин сето ова да се подобри? Господинот Николовски веќе ја начна темата, Стојчевски бидејќи најмногу се однесува ова на младите. Како тие да бидат дел од општеството и да се почувствуваат дека се граѓани на кои што смета државата, а не граѓани кои што треба да се оценат? Да, тука одговорноста гледам двостранно.
како на политичарите кои што треба да ги направат младите повеќе инклузивни, да ги вклучат во процесите на донесување на одлуки, односно Извинете, кога сте само тука, многу млади министри има, многу млади луѓе има, директори, дури ние правиме прилози за тоа дека тие не се доквалификувани, а на 20 и неколку години стануваат министри. Да, тука ми е малце нејасно. Меѓутоа, креирањето политики не е ексклузивитет само на политичарите. И ние што работиме во граѓанскиот сектор, колегата Александар, значи имаме акумулирано во себе доста информации, доста знаење и ние можеме да бидеме партнер на властите во нашите сектори во кои што делуваме за креирање на политики, па дури и да бидеме и монитори на спроведувањето, односно коректори во спроведувањето на некои политики. Односно да се изгради соработка помеѓу активните млади луѓе и донесителите на одлуки. Тогаш младите ќе чувствуваат повеќе аунершип за државата и тоа ќе влијае на нивната одлука за иселување или за останување во државата. Ради случаите од минатото, каде што разни владетели владееле со нашата држава, чувството за аунершип кај нашите луѓе е многу на пониско ниво во однос на соседните земји, затоа што секогаш некој друг бил државата кај нас и секогаш сме гледале нашите предци да се заштитат од државата. Не ја чувствувале државата како нешто свое. Давајќи повеќе права на младите луѓе, односно давајќи повеќе можности да влијаат на креирањето на политиките, можеби ќе придонесе за задржување. Меѓутоа, одговорноста е, како што реков, двострана, како кај политичарите, така и кај младите луѓе. И тие треба да се трудат да се вклучат во општествените текови, да не бидат маргинализирана група и да не го одбираат и да не го одбираат полесниот пат, односно едноставно да си отидат од државата, да изградиме сите заедно едно поуспешно инклузивно општество. Јакимовски, долги години ги следите овие трендови, укажувате на социјалните моменти во однос на сето ова, меѓутоа еве кога ќе ги завршите овие истражувања, од кога ќе укажете на состојбата во државата, давате ли одредени насоки и дали дел од тие насоки сега биле вметнати во одредена стратегија, резолуција и за жал еве гледаме дека немаат резултат? Да, дел од тие насоки се вградени во одредени стратегии, но за жал и стратегиите не дават резултати. Значи, ако се ставени како документи, тие документи не се реализира, значи остануваат на хартија. Јас пак ќе спомнам стратегијата за равномерен регионален развој, стратегијата за демографски развој на Република Македонија, стратегијата за вработување. Сите стратегии кои се донесе, значи немат резултати. Резултатите стојат во место. Дали нема политичка волја за исполнување на сето? Предпоставувам дека нема политичка волја за реализација на она што е ставено во стратегиите и така резултатите тапкат во место. Јас би рекол дека треба државата, значи на централно ниво, ама и на локално ниво и локалните самоуправи неодложно да инвестират, да се старат за инфраструктурата. Значи, оноа што е разлика во оригиналниот развој на државата е различита инфраструктура. Некои региони имаат многу лоша комунална инфраструктура, па и социјална инфраструктура. Значи, неодложно инвестирање во патната инфраструктура во државата. Понатаму потребно е, ние се фалиме во државата дека еве сакаме да ги задржиме луѓето со инвестирање во аграрот, но секоја општество, секоја држава која инвестира, која вработува во аграрот, тоа општество е неразвиено општество. Значи мораме да одиме на развој на индустрии, на сектори каде што создават повисок степен на додадена вредност. И таму младите би ги задржале. Тие би имале таму повисока плата, повисок стандард за живење и така натаму. Се додека одиме да инвестираме вработување во аграрот, 20% од работата сила во Република Македонија работи во земјоделието. Или да инвестираме во така наречен екстрактивниот сектор, природните ресурси, како што е источниот регион. Затоа источниот регион има висока стапка на вработеност. Меѓутоа има најниски плати таму имат. 26% од просекот на државата се пониски платите во источниот регион. И затоа младите бегат.
најголем дел таму се вработени во рударството и во преработувачката текстилна и евентуално кожарска, каде што се најниски плати. Мораме тоа. И една моја теорија, често пати ја повторувам, значи мораме што побрзо да не чекаме да интервенираме, затоа што имаме болни микрорегиони, болни региони, цели региони, како економски, како демографски, социјално и така натаму, еколошки. И ако се доведеме во состојба да ја правиме интервенција било каква, нема да имаме резултати. Затоа што долевањето на крв во болен организам, кој од сите страни е веќе заболен, тука нема резултати. Тоа ќе се случи и во Република Македонија. Николовски, вие одевте исто така на оваа линија со Јакимовски дека треба и да државата вистински да инвестира ако сака нешто да реши во однос на сето она што го пишува во стратегијата. Дали некоја од мерките што воопшто е напишана во таа стратегија е спроведена? Па добро, видете, за волја на вистината, еве земете резолуцијата за миграцијска политика, дава обврска секоја година меѓуресорското тело да прави еден профил за миграцијската политика, за напредокот на миграцијската политика, но допред година-две редовно тоа се правеше, но овие последните 2 години мислам дека касни тој пресек, значи во делот на миграцијската политика. Јас се надевам дека политичките елити во Република Македонија, државните интереси и развојот на општеството, нели, ќе го стават над интересите лични и приватни и ќе се заложат за нели, развој на државата, све во интерес да ги задржаме луѓето, затоа што држава без народ едноставно не може да обстои. Кршаловски, претходно имавме анкети кои ги дава одговорите на политичките состојби. Ако ја споредам оваа анкета со анкетата на прашањето за кој би гласале, со каква програма, и тогаш повеќето од луѓето што беа анкетирани велеа дека за оној што ќе понуди подобар социјален живот, вработување и слично, што сега не кореспондира со политичката ситуација. Сега се зборува за платформа, собранието не може да избере председател, комисиите се обструираат и слично, председателот не го дава мандатот и кога сето тоа ќе го споредите со оваа анкета што живот значи, каков е вашиот заклучок? Да, кратко само би искоментирал бидејќи ни помина и времето за емисијата и да се надоврзам на она што го вели Златко и вие го најавивте. Додека се расправа во парламентот на една точка со денови, карванот си врви и луѓето си размислуваат, не само размислуваат, туку и си селуваат. И дека ако продолжиме да се расправаме дали ќе се зборува на албански јазик во Виница или во Пехчево, ќе нема кој да зборува ни македонски, а камоли албански. Така да мислам, да се вратиме на прашањето за напорната работа, мислам дека и политичарите и од власти и од опозицијата, иако нејасно веќе кој е што во државата, треба да се свртат и тие напорно да работат и да почнат да ги решаваат проблемите, а не да го губат времето и да застануваат да течат работиве додека се заглавено во државата. Ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Се надевам дека дебатата ќе даде придонес кон ова што го кажавте последно, дека оние кои се decision makeri, политички фактори и слично, конечно ќе се освесат и ќе сватат дека ова е реалност во Македонија и како што велите вие сите, може да остане на крај да владеат во држава без народ. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со Телма.